И он почнал ко мене видеоролни да прави од дома. Мисли дека само тоа е финтата од дома ако правиш видеоролна. Не е дечко у тоа. Треба нешто друго да понудиш за да ме стигнеш у гледаност, у влијание. Дечки, знаете дека ова не го зборам да ви се фалам искрено. Јас си го правам ова, си го бркам ѓаволот од себе, знаете. И ми функционира. Терапија. Ова ми е, луѓе, мене терапија, морате така да го сватите. Некој мисли дека терапијата ми е апчиња, ова не. Јас сум си нашол начин како тоа да го избркам ѓаволот од мене. И болje вака, до душа, чекај бе кој звони бе, леле бе кој звони бе. Зошто бе вака? Ајде, зошто вака? Почнам да се обраќам кон нацијата и одма некој ќе подзвони. Не е уред. Него што сега да ви кажам? Подобро што се вика и вака да правите као ја, отколку што знам да одите тамо на 350, овие што се новиве лайф коучи, советници, појма немам, балансери на, појма немам, на енергии, на такви работи. Мислам, немам ништо против нив, не ги ни овакво да не помисла дека некој се подсмевам со нив, нели? Далеко од тоа. Но, знаете ли, уствари, тоа е знак кога една цивилизација пропаѓа. Кога ќе се накотат вакви, кои што проповедаат некој појма, немам, некој учења за здрав живот, за не знам што, за појачана сексуалност, за не знам како, чувствителност појачана, појма немам, учења за некоја, појма немам, за нирвани, за некој бегство од себе, од реалноста, деме ќе најдеш душевниот мир дубок, ќе се изгубиш во ништото, ќе дојдеш во контакт со океанот на животот, со бескрајната вселена, ќе најдеш смислата на животот, ќе го најдеш својот мир, ништо више нема да може да те изнервира, курмој. Све се тоа луѓе демагоги, чисти демагоги. Една цивилизација или цивилизацијски вредности во пакет, кога пропадна, ако се појавија тоа хипи движењата, кур се тресу ладна вода, тогаш луѓето мислеа дека го најдоа духовното. Па тргнаа разни будали по некои такви духовни водачи, балансири на енергија и така натаму, и си ебаа мајката со хероин. Битлси беа едни од нив. А нема везе, тоа духовните водачи у тоа време што беа, појма немам. Еден куп беа, од Шри Чинмој, Саи Баба, Мојов, тие им проповедаа духовен мир, им проповедаа живот надвор од материјалното. Демек материјалното не ти е потребно. Можеш да живееш од дружба, музика, гитара, лепи вода и воздух. А самиве собираа донации што им оставаа пари, им беа милионери. Дупеа по 30 пички на ден. Тој Шри Чинмој маме е баш у тоа шаторот. Да имаше 15 овакви стојговци, на сите 15 ке ставаше по една. Ама овие други ги учеше, не знам што, дека не треба да се предаваат на такви овие нагодни, за да треба да ги победат на гоните, дека треба ова, треба она, Сај Баба, исти курец со два примерка, или не знам кои овие други, што беа на времето тоа. Да. Исти курец овие денес, лайф коучови. Ти преда шилјокуранот, како да се качиш на врвот, како да успееш, како да направиш пари, а самиот 5 денари нема заработено. Ги наследил од татко му, од мајка му, од баба му, од дедо му. Или татко му е некој бизнисмен голем од него и он ќе ве учи сега вас како пари да правите. Денар нема заработен у животот. Освен со тоа што вас ве мами и вие му доаѓате, слушате предавање и викате, леле шуба збори. А он собрал
50 мисли од разни вакви, како да ги кажам овие, од разни мистици, некои дрвени филозофи, што појма немам, овие декларираат учат за појма немам за Харе Кришна, за појма немам за нирваната, за зен будизам, за курсет ресуладна вода. Ги собрал 50 мисли такви од тоа, од Багагам Гита, како се викаше таа книгата. Појма немам. Од курсет, од милион работи собрал 50 мисли, ве собрал вас на некое предавање негде, сте платиле по 6000 денари карта да го слушате, духовниот учител од Скопје, од носот подалеку што не знае. Татко му што му дава уште од дома джепарац, па за да не му зима джепарац, решил да формира некоја појма немам такво, појма немам, група некоја за духовно просветлување, хата јога, ваква јога, онаква јога и да ви ги зима парите. Неверојатно. И што сега да кажам? И така и у 70-тите тргнаа многу будали по вакви некои лайф коучи и на крај заглавија на хероин. Ако не заглавија на хероин, после неколку години така духовно просветлување у наводници, додека се просветлуваа, нели, сватија дека уствари душата друго им бара. Им бара душата друго, им бара малце цивилизација, малце појма немам. Живот, ресторани убави, дрогица убава, скупа, женски скупи, ова, она, убави ресорти, на убави места на одмор, дидат скупи места, да живеат убави вили, ована. И века, глупости било бе и се вратија тие што беа успешни, се вратија на бизнисот или на појма нема, ако беа славни на музиката, овона и си продолжија овака да си го живеат животот као богати и славни и без при тоа да паламудат за духовна просветленост и не знам живот. Така си кај нас овде, овие што се сите овие лайф коучи, мај коучи. Ти имаат обезбеден живот, бе, постојани примање од негде им течат, или наследиле, имаат по 5 стана од нивните наследиле, не знам колку деловни простори, курсет, тресе, уладна вода, доаѓа вас ви продаа муда за бубрези, за духовност, дека треба да ги победите нагоните, да живеете над материјалното, да го гледате светот одгоре, мирни, курдаве боли за све. Ето невозможно! Животот одма те демантира, ние сме фрлени у други околности, во една цивилизација западна, кај што е фундирана, втемелена на други темели, други вредности, друг пакет на вредности. Не можеш овде да глумиш сај баба јево те Бог, кој ќе ти стигне сметки на награди, кој ќе влезеш у продавница храна да купиш, кој ќе ги видиш ценине, до плафон отидени. Не можеш да глумиш духовен некој овој просветлен, ако не можеш една обична кафана да седнеш да почастиш луѓе или да се појма немам 5 пати, 6 пати у месец, што порано беше нормално, или да можеш да отидеш у кафана 5, 6, 7, 10 пати, ефтино беше. Ој сега влези да те видам. Поготоа ако е некоја така вака со поубав интериер, поизвикана, кур ќе влезеш. Еве, оди сега продај духовни работи. А вие што ви ги продаваат, они имаат други бизниси или ви кажав како. И вас доаѓа, ве собира вас и ви кажува, ве подешава да бидете, да најдете својот мир. И утре ќе излезете, после 2-3 години од кога сте плаќале тамо, сте остаале по цели платики, скочите од тамо, и тогаш реалноста ќе треба фабрички да ве подеси. Кој ќе видите 16.000 сметки ви стигнале, не сте платиле, појма немам, извршители ве нападнале, не знам што ве нападнал, ви блокирале сметки у банка. Да видите, тоа какво просветлување, зен гомна да јаде. Бе гомна да јаде, тоа реалноста кој ќе ти јакне шамарчина, ќе ти извади од шарки. Пичку матерно. Него, зашто почнав уствари да го зборамо? Па да, тоа ми беше поентата, мада почнав со овој Јона, ма ќе се вратам на него. Поентата ми беше, да,
Тоа исто ко една која сретнав, една врска. Се знаеме оддавна со цурава ми доаѓа и сега се неавме години видно, нели искочен од некоја шема кај што се движев, пошто бев жене, тоа, она, па после се разводев и почнав да се враќам малце во шемава и една ми пристапува, една се неавме стварно оддавна видно, шо преш, како си, ја викам шо преш, како си, ми каже дека се занимава со нешто такво, слично. И ми вика викам, ја сериозно ја прашам, не се заебавам, ми викам и ова имаш виде тоа некој бенефит така која почна со тоа, иначе има и групи сега им тамо, она ги води тие таквите, нели? И вика како не, вика човече над нагоните, значи толку сега вика сум над тоа, сексуалниот нагон ми е целосно под контрола, можам и без секс и без, добро сега ја слушам, сега јеби га, нема зашто да не верувам, викам, окей, го победила сексуалниот нагон. 2 дена покасно, ја проаѓам по една уличка, ја гледам еден, ја натегнал на хауба на таа колата, ама беше канделабрата доволно близко, видов кој е. Мислам, не ја натегна, види, него тука нешто, залапа се, залапани, задрапани, мислам, немаше онака. И ко ме види, вака му се бутна под мишка со главата. И не поминуваат ни 2 дена после оваа случка. Ја на истото место. Она проаѓа покрај мене и вика, здраво, газ. Ја викам, ова твоево шо го упражняваш, да не кажам шо е, да не се препознае ова цурава. Викам, ова твоево, викам, бајги ти брка работа за сексов, вистина ги имаш победено на гоните. Овака, погледам, абе, не ти гомна и си продуши. Мислам, људи, дај, која го читав онаа будала на Робин Шарма, сум ви кажал тоа, тој како се викаше книгата Калуѓерот што го продае своето црвено Ферари. Пред години ја од Рамски Циле, Васил Тупурковски ме гледа, ме вика на овој маса да седнам, правиме муабет, вика, и каква книга, вика, човече, сум прочитал, мора да прочиташ. Јас сега викам, Васил Тупурковски, знаеш, интелектуалец врвен, нема муабет, професор врвен, да не зборам каква кариера политичка имаше. Мислам, ја човеков, викам, ако ми препорачува книга, викам, ќе ја прочитам. И викам, која книга ми каже, овој Калуѓерот што го продаде своето црвено Ферари, и ми вика, ташна, вика, вика, ќе ти ја дам, прочитај. Ја викам, дај ме. И тоаш некој светско првенство беше, не знам каде, и ја вака пред да почне утакмица саат време, таа што почиња у 2 или у 3 почињаше првата на Пладне, што после Пладне што беше, ја зимам книгава, тоа беше пред години, седнувам, знаеш, тоаш у центар живеев, почињам да ја читам. И прочитувам 4-5 страни. И сваќам дека типов е ова што ви кажувам сега, значи збори за некој, за појма за наоѓање на духовното, за појма јадрото на светлост, да го најдеш тука самата душа, да се продуховиш, да ги победиш нагоните, да бидеш над материјалното, над материјалниот свет, пошто парите не значеле ништо. И тоа некој 5-6 страни го читам и сваќам дека тоа некоја еклектика од такви источњачки учења. Такви некои Хари Кришни, Мари Кришни, йоги, моги, итн. И викам, чекај да видам кој е типов. Што, нели, сваќам дека е тоа некоја популарна психологија, но окей. И чекај да видам кој е типот и вртам последната страна биографија кај што пише и вака почне биографијата. Робин Шарма е собственик на компанијата таа и таа вредна $3 милиарди. Ја вака. Зад мене беше терасата отворена. Тоа време бившата жена нешто укујна, нешто ручек правеше. Јас сам вака. Дидеш ти у пичку лепу материну на книгава. И вака джиткање, буквално летна низ тераса надвор. А книгава на Васе. Пурковски. И тогаш бивша жена искачува. Што е бе што се? Море мамицу му ебам, демагогија у уста да го ебам пичка, Робин Шарма ми збори за живот, победил материјалното, парите не биле битни, он $3 милиарди компанија има, у уста да го ебам.
и после се смијав, ја зимав книгата од доле, вака како ја погодив и терасата од тоа вратата кај што си искаш све, одлета. Демагогии, људи, тоа се демагогии. Он си има стабилна или она стабилна заработка од негде и ги собира овци, им држи предавања како треба да живеат, а овие леп нема да јадат дома. Не знаат сметката за струја како ќе ја платат. Али битно ќе се продуховат, ќе добијат проблесоци и епифании, ќе се стопат со океанот на животот и ќе сјебат мајката кој им дојат извршители, овие не знам што, блокирани сметки. Онда им останува да се упукаат у глави или јажа да бат. Мислам, како да ви кажам. Сега, забегав многу, почнав за Јон, Јон, фино, вака ме, али, многу им беше полесно на СДС, ја им кажав и тогаш мене да ме најмат. Овој нема да им заврши работа. Друга ја вака од дома која јадам гомна. Другачие делувам на јавноста него што делува Јон. Башка, мене ако ме поддржа СДС, ја ќе бев још бољи. Још бољи ќе бев они ако не знам, ме земеа во нивни редови и финансово ме подкрепеа, како што вие Бугарија ги подкрепуваат овие. Многу бољи ќе бев од Јон. Оти тоа знаете што подразбери, они тука, друго е бе брат, друго е јас са бајле да станам, да имам тука послужавник со више дилер од Колумбија, Милуел Вогас, више ја донел коката, дрогицата, тука у послужавник, па ја пред да почнам да ви се обраќам, па мавнам 2 црти, па да ви се обратам. Ја шо да шмркнам пред да ви се обратам? Крофна да купам и прав шекерон од крофна на да го ушмркам? Или шо, да иситнам андол, тоа да го ушмркам? И да глумам нешо? Ај вака глуми, без дрога да те видам, вака, овој, кажувај вака, биди ваков, експресивен, позитивен, сталожен, смирен, духовно, во нирвана, отиден во ништо. И само мудрости вака искачат. Ајде, десто. Не, многу поише ќе ви завршев работа, бе будали од Јон. Башко. Јон. Што кој кур на куров е битно, шо кажал некој си малокурест кошта. Од некоја си Европска Унија, пратен тука да си заработи платата од 15-20 евра месечна. Што кој кур на куров е тоа битно бе? Билајло една. До кога нас ќе ни биде битно кој шо кажал? Со тоа покажувате колку сте уствари уште снисходливи кон европските авторитети, кон све што ви е авторитет замислено у глава. Ако е од ЕУ, тогаш е тој авторитет. А ако не е од ЕУ, ако е од исток, од Русија, рецимо, или од Кина, онда не е авторитет. Онда е говно диктатор, појма немам шо е, невреден за спомињање, нижа форма на живот. Али ако е од ЕУ, и ако е некој кошта од пичке си материне од некој село у Португалија дојден, да си заработи плата, многу е битно шо ќе каже. И сега сите ние треба да паднеме на гъс шо кажал кошта. Дали си ти бре нормален шо збориш? Ја разбирам да имаш тука на послужавник да шмркнеш, али ја не мислам и да изиграваш прахосмукалка, па после тоа да не знаеш шо збориш. Кошта рекол, кошта покажал, докажал, колку ВМРО политиките, ВМРО се клати, власта на Мицковски се клати. Сега, ко сме кај клатењето, да ти кажам, една многу мудра мисла од еден не толку мудар државник, се викаше Тодор Живков. Да видат бугарите дека јас сериозно сум ја прател нивната историја, но тоа е нивна историја, не е наш. Например, Тодор Живков има една, замислете, дури он има нешто духовито кажано. За мои вредносни системи купено, влага во мојот сензибилитет, тоа што го има кажано. Тодор Живков во една ситуација има изјавено вака, луѓе верували или не. Има изјавено, вика, тие
на тие, не можам на бугарски да кажам, не знам бугарски, на македонски го кажам. Вика, тие што велат дека мојата влада се клати, можам само да им порачам дека и ташаците на прчот се клатат, па не паѓат. Гениално! Гениално! Ваква духовита работа Тито нема кажано, искрено да ви кажам. Тито многу паметни, мудри, дубоки работи го. Али ваква малска, по мој кејф работа нема кажано. Вика, тие што велат, вика, дека мојата влада се клати, можам да им порачам дека и ташаците на прчот се клатат, али не паѓаат. Нема погина. Така да Јон, еве ти го Тодор Живков ти го цитира, вашиот можеби еден од поомилените исторически личности од Бугарија, пошто се вие многу блиски односи гаите со Бугарија. Па да ти кажам, еве нешто да научиш ти Тодор Живков што има кажано, веројатно до сега не си сретнал ниту една мисла од Тодор Живков, пошто и немало такви многу мисли кажано, ама еве една да кажеме да научиш колку чисто од општа култура. Утре вашиве ове работодавци кои ќе ве прашаат, ај кажете сега нешто, кој беше Тодор Живков? Шо? Колку да знаеш да кажеш, како не, јас знам Тодор Живков, има вака изјавено, која му има лекажано дека неговата влада се клати и така натаму и така натаму. Значи, слуги си бевте, поданички слуги си останавте, бе Јон. Уште ви е вас битно кој шо ке каже од факинг Европска Унија. Абе, кој ги ебе, бе? Абе, кој? Кошта дошол. Да преку оако дошол. Шо? Кошта леп ќе не дае? Утре? Кошта леп ќе ти дае? Устави, тебе не ти треба леп, ти место леп друго користиш. А може користиш и леп, ама не со овакво брашно тип 400, него со друго. Може така го конзумираш лебот, џеби го, откај да знам, има разни рецепти за конзумација на леб, за правење леб. Може со такво брашно го правиш. Појма не. Така да, вашата снисходливост нема граници, просто. И шо мислиш дека ти нешто ќе преубедиш јавноста, народот, нешто ќе го преубедиш, нешто ќе му сугерираш, ќе му отвориш очи, ако му кажеш Кошта шо кажал, а Мицкоски шо кажал. Знаеме шо кажал Кошта, сите. Кои факинг реформи, бе, Џукело? Тој ти вика отворено, мора да го отвориш уставот, бугарите да влезат у уставот, па после све друго гледаме. А Башка Плюс не пофали за некои реформи. Ако више бидеме честни, ја кажеме вистината. Што пак кур ме заболе што ме пофали. Реформи сме направиле по нивни кејф, голем ни јајца. Од прч. Знаете што е проблем со вас со СДС? Што не ја знаете македонската историја ни 1%, не ја знаете. Затоа ви е лесно да ја продавате. Затоа ви е лесно да продавате се македонско. Што не го знаете, тоа не го знаете. Него поголеме проблеме, што не се трудите ни да разберете коме јебе матер денес за некоја работа и зашто. Тоа е поголемиот ваш проблем. Што не се обидувате да сватите, например, зошто бугарите имаат устав во кој не се признаваат етнички малцинства. Зошто е тоа, како се вика тоа, граѓански. Едноставно, ти си у уставот, шо земеш државјанство, ти си брате бугари. Нигде не ти пиша, нека си турчи, нека си ромни, дека си помак, тие што муслимани што живеат тamo, ни дека си македонец, нека си ова, нека си она. Ти си бугар. Што мислите? Зошто бугарите направија таков устав, Сте се прашале некојаш вие големците, големите умови во врвот на СДС? Зошто е тоа така? Да го знаете одговорот на тоа зошто е така,
нема да ги направите грешките што ги правите. И нема да барате да се отвори уставот наш, да влезат бугарите, тие оние продадени 3000 души, што за пари стана бугари, да стана државотворен народ. Да знаете зошто уставот на бугарите е таков. А одговорот зошто е уставот на бугарите таков, па го даде овој славен мислител, кој што преска го цитирав, Тодор Живков. И го има кажано на тогашната премиерка на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Милка Планинц. Ова стои у незини интервјуа. Му рекла, зошто го правите ова со македонците? Зошто не ги признавате после договорот Тито Димитров, почна репресија Живко кога е на власт кон македонците, кон нивно поништување, нивна асимилација, обиди, нивно све. Зошто го правите ова? Го прашале, кажете ми, вика, директно, зошто го правите ова? Милка Планинц и рекол, во Бугарија има поименеа, не знам, скоро 1 милион помаци, тоа се овие од муслиманско потекло, нели, луѓе. Турци не знам колку има, милиони кусу. Македонци 2 милиона, роми не знам колку има, 400, 500, 600 илјади, ако не јачим. Па вика, ние сите, ако ги пишеме и на сите, ако им дадеме право, вика, бугари нема да останат у Бугарија. Ови го има кажано. Толку не знаете, толку сте идиоти, толку сте аналфабети, неписмени политички. Вашиот единствен мотив за битисување во политиката е како да се продадете поскапо за ваши лични интереси, за вашиот джеб. Што да направите за вие да се збогатите повеќе? Тоест, дајте се што сакате да направиме за ние да бидеме побогати, да живееме, да бидеме подолго на власт и да живееме мирно, фино и така натаму и така натаму. Да одгледуваме поколенија како Кутриов Јон. Па пола од тоа што сме зеле затоа што сме си го продале народот да ни оди за дрога. Да се подмират блиските. Тоа е најголемата ваша трагедија. И не ви е добар избор и он за од дома вака ко мене да се обраќа. Друго е, мене ви реков, ова ми е терапија, одлично терапија. Луѓе, ја не сум ви лайф коуч, ја не ве замајавам со такви глупости, не ве балансирам, не ве дебалансирам енергија, ово, не ве учам на некоја дубока духовност, филозофија, ово. Ја само имам една мисла, тоа е бесплатно, за тоа не ви наплаќам, се обраќам на сите, немам зашто да ги кријам тие мои сознанија длабоко умни до кои што имам дојдено. И само имам една реченица да ви кажам, за да си го најдете вашиот духовен мир, за да бидете нонстоп во контакт со океанот на животот, за да бидете рефлексија на небото над вас, на Вселената со сите незини овие космоси, планети, звезди, супернови, црни дупки и такви, овакви. Само една реченица имам да ви кажам. Јадете говна и ќе ви биде полесно. Секојаш која можеш да јадеш говна, мислам, не е буквално да ме сватите, него да се испразниш вербално, секојаш јадете, испразнете се. И тоа е единствената мудрост. Испразнете се и у моментот ќе ви биде фино, после пак ќе ви дојат овие сите други сметки, ова и она и наплати, вамо и тамо, И пак ќе се напуните со притисок, па вие испуштете го притисокот, така што ќе јадете говна. Искочи на улица и јади говна. Сам со себе иди по улица и јади говна. Мада тоа не е баш здраво, може да те соберат шинтери у бели мантили. Али у принцип јадете говна. Тоа е тоа. Едина филозофија. Не ги слушате овие други веџукели. Оти така, тие се знакот, нивната размножување, нивната бројност, која што секојдневно се повеќе расте, е доказ за степенот до кој отиде на декаденцијата на оваа цивилизација и они се најавата дека таа цивилизација ќе пропадне. Еве пак ми зборат, ми звонат, се гледаме, чао.